Јована Кипријановска, десниот бек на Самбра Венуа од Франција. Еве, на еден ден пред стартот на Европското првенство, расте ли возбудата, има ли притисок, има ли адреналин? Секако дека расне, возбудата е на високо ниво, но не се плашиме од никој. Спремни сме за сите утакмици и секако дека на секоја утакмица идеме на победа. Имаме ривали кои имаат неверојатно искуство и неверојатен ракомет во нивните репрезентации и држави, но секако дека ние сме сите сплотени заедно, играме со срце, така да зошто да не изненадиме некој, и за нас тоа би било вистински мотив и за работа во иднината, и за сега зошто да не поминеме во следната рунда. Веќе еве пола сезона си интернационалка во Франција, може ли да направиш кратка паралела меѓу македонскиот ракомет и тоа што сега го играш во Франција? За 2-3 месеци што сум во Франција видов неверојатна разлика во ракометот. Се надевам дека за неколку години ќе може барем малку да го достигнеме тоа во Македонија, да имаме поквалитетен ракомет, поквалитетни тренинзи, условите да се подобрат. Тоа би било многу голема разлика за ракометот тука, за да можат многу повеќе деца да се вклучат во ракометот и да можеме и ние дома да седиме, а да играме квалитетен ракомет. Франција има неверојатна историја со ракомет и како работа таму е неверојатно. Почнувајќи од најмлади селекции па се до професионалки. Да не коментирам за професионализмот, но секако дека сум презадоволна и едва чекам уште повеќе да работам там. Наш прв ривал е токму Франција, како што кажа и ти. Има ли некои закачки или шеги од колешките во клубот да им попуштиме малку? Па, мислам дека баш напротив, така некои ситници можем и да ги приметам во играта, затоа што французите си имаат свој стил. Така да се надевам дека ќе можеме да се покажеме добро. Навистина верувам во тоа и мислам дека можеме да изиграме еден добар надпревар, па за крајот никој не може да гарантира. Така да јас сум спремна на се и сите мои колешки се спремни за се. Нема да игра капитенот Елена Ѓоргиевска. Ти си, да речам, очекуваш ли да добиеш поголема одговорност и минутажа на таа десна бековска позиција, една од, да кажам, поболните точки во сите селекции, не само во нашата? Па се надевам, јас работам максимално и се трудам максимално и се надевам дека ќе добијам, ќе имам поддршка од селекторот и ќе добијам таа минутажа. Секако кој да застане на таа десна бековска позиција, мислам дека ќе одработи најмногу што може, а ако бидам тоа јас, тоа сигурно ќе биде најмаксимално што може. И еве за крај порака некој од навивачите, очекуваш ти да бидат нашиот осми играч на терен? Секако дека да. Трибините мора да бидат полни. Ова е настан што не се случува така често и мора да ги исполниме трибините до максимум. Ние ќе го дадеме својот максимум и очекувам од нив уште поголема поддршка.